Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Кога имал 5 години, Хадсон Тейлор знаел што сака да биде кога ќе порасне. Кога ќе пораснам, ќе бидам мисионер и ќе одам во Кина. Кога имал 21 година, отпатувал за Кина, го научил јазикот и им раскажувал на многу луѓе за Исус. Но најдобрата работа понекогаш е многу тешка. Еј, што правите овде? Да ве нема? Ќе го убиеме туѓинскиот ѓавол и неговите соработници. Не, ќе ги однесеме кај високиот чиновник. Свирепите војници ги тепале мисионерите и го давеле Хадсон се додека не бил речиси мртов. Се го болело многу, но тој се уште го зачувал својот хумор. Држи се, пријателе. Ова ни овозможува да имаме за што да пишуваме во нашите дневници. Тие продолжиле да работат поради љубовта кон Исус, зашто тој страдал многу повеќе кога умрел на крстот за гревовите на секоја личност. Хадсон размислувал за тоа и уште повеќе го сакал Исус. Тоа му давало сила да се брани кога ги влечеле по судови. Високиот чиновник го слушал нивното објаснување. Сакаме да им раскажеме на луѓето во Тунгшау за Исус. Спасителот, тој ги сака сите. Тоа е запишано во Библијата. Ќе ви ја дадеме оваа книга како подарок. На високиот чиновник му се допаднало тоа. Наместо ќотек ги послужил со чај. Наместо затвор им дозволил да проповедаат за Исус. Исус го водел сето тоа што се случувало. Хадсон му се заблагодарил за тоа. Потоа преморен се вратил во својот дом. Неговиот кинески помошник видел како со стапчиња ги јаде оризот и јајцата од патка. Господине Тейлор, јадеш како нас и зборуваш како нас, но зошто не се облекуваш како нас? Зошто да не? Тоа е добро прашање. Треба ли? Луѓето сигурно ќе ве слушаат повеќе, ако го направите тоа. Кога Исус дојде на земјата, стана човек исто како нас. Стана таков какви што сме ние. И јас сакам да станам како кинезите. Ти ми помогнеш ли да го направам тоа? Поради љубовта кон Исус, Хадсон го заменил својот англиски костум со кинеска облека. Долгата црна плетенка направила да изгледа убаво. Сега изгледаш како кинес. На островот Цонгминг, Хадсон Тейлор поучувал од Библијата и се грижел за болните луѓе. Но наеднаш се појавиле некои проблеми. Го слушнавте ли тоа? Добриот господин Тейлор мора да замине од островот. Нашите лекари се љубоморни затоа што тој се грижи за повеќе пациенти и има подобри лекови од нив. Го направија да изгледа лошо пред високиот чиновник. А потоа ќе ти раскажам во следната драма. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!